денеска за независниот синдикат на полицијата и сите негови членови е, може да се каже, свечен ден и почеток на нешто што во наредниот период ќе биде исклучително битно за сите нас во раководството во независниот синдикат, предводен од мене како претседател, до секој последен член, да го искористиме моментот што Министерството за труд и социјална политика ни го овозможи. А тоа е следно. Пред 10 дена ни беше пратен документ со кој од денеска отпочнуваме процес за добивање на репрезентативност на сите независни синдикални структури кои се наоѓаат во рамките на независниот синдикат на полицијата, а ова што е пред мене се оригиналните базични подпишани пристапници од целото членство кое е до сега повеќе од 3000 членови. Се она што во изминатиот период дел од представниците на другите синдикати кои сакат да го понижат независниот синдикат и да ја понижат работата на работниците и се ова што е одека во едно 6-7 топови хартија, значи над 3000 оригинални базични документи кои успеаваме денеска да ги извадиме од архивите на независниот синдикат на полицијата, е можност камерите и се она што е ваш простор на информирање на граѓаните да им презентираме на граѓаните и на жителите на Република Македонија дека сме сериозни во намерите на исправање на грешките кои се нанесени во изминатиот период према работниците, а особено во полицијата. Впрочем, се она што се случуваше во изминатиот период во делот на подготовка на предлог буџетот за 2018 е и основа за иницирање на едни вакви наши активности, изголемени синдикални процеси и активности, и уште еднаш ќе потенцирам, а тоа денеска и го отпочнуваме како еден мал свечен момент во рамките на независниот синдикат, да влезе во историјата на независниот синдикат и да точно сите оние кои ќе се потсеќаат на овој свечен момент да знаат дека освен луѓето што 25 години зборуваа и кажуваа приказки према овој народ и према овие граѓани во оваа држава, дека заврши нивното време, посебно на синдикатот кој се декларира као синдикат УПОС, и да не ги именувам останатите, кои има многу членови, оствари има 22-3 члена, ние имаме само, не знам овдека пред нас, што се извадени повеќе од 200 оригинални базични пристапници од делот кај што тој кажува дека има било каква репрезентативност. Нека му е со сеќа на сите вработени во полицијата, во шумската, во затворската, редовната полиција, и нека сите оние кои до сега се двоумеле дали има нешто од се ова и од ова наша работа или не, да знаат дека од денеска влегуваме во просториите на Министерството за труд и социјални работи и сите работи базично институционално ги решаваме во интерес на работниците и нема да оставиме да некој се поигрува со работниците. За 2018 година во буџетот, што е она што вие го барате како синдикат и кои се горливите проблеми на полиција? Во 2018 во престојната година која е пред нас и документот кој е изготвен, а 15 ноември треба да заврши на масата кај премиерот, ништо не е офатено во делот на потребата за работниците кои се во полицијата. Како во редовната полиција, така во шумската, така во затворската полиција, и сето тоа што ние со овие членови во изминатата 2017 го одработивме и го доставиме као официјален документ за колективен договор и за правилници со кој ќе беа офатени сите оние работи кои требаше процентуално и парично да бидат офатени работниците во шумската, во затворската полиција и во редовната полиција. Тоа воопшто не е земено во предвид. Изгора на се и оние проценти кои беа планирани за покачување на платата на редовниот полицаец во 2017 година, во мај месец и практично втората половина на 2017 не е земено во предвид и не се превземени активности за давање и исплата на такви парични средства, така да независниот синдикат на полицијата
достави официјален документ со кој бараме исправка и корекција на оваа неправда која е направена према работниците во полицијата.